Ние со сонцето тргнавме да ја посетиме најстарата прилепска населба Варош и со цел. Овде сме пред црквата Свети Димитрија, а во позадина ги имаме и Марковите кули. Тргнавме по приказната или по верувањето за тоа дека Варош имал 77 цркви. Со нас е етнологот Александар Цветковски и токму на оваа тема. Александар, колку има вистина во ова? Факт е дека досега има и темели откриени од цркви 5-16. Но имала ли 77 цркви? Од каде ова верување? Па, може би е верување, може би е и вистина. Досега, ако се откриени 5 се во функција, 16 не откриени, 21, Варош уште не е целосно откриен и крие уште многу изненадување, макар и она што е откриено за едно мало место е на вистина изненадување. Например, се знае дека Варош процветал во 13 и 14 век, посебно Стефан Душан го прогласил баш ова место, така овие неколку стотини метри кај што се најдуваме, и направил свој двор, значи овде царувал цар, не крал. Исто така одавде потекнува еден од најголемите и непознатите филозофи Григорий Акиндин од 14 век, значи тој за него се говори на соборите во Цариград, забрануван, потврдуван неговото дело, како што некој го слави Платон, Хегел, Кант, така и Варош има таков филозоф од тој маштаб, а дури Варош има и собствен светец, така. Кој е светецот? Значи, тој е Никодим Тисмански, роден е овде во 1320, овде, тама на овие простори, и тој се слави на 26 декември, значи ретко кое место има толку многу историја како што има овде Варош. Има Свети Димитрија, Свети Никола, Свети Атанас, не можам Свети Петар и Павле, да. Од каде потекнува легендата? Зошто? Па на вистина ги имало тие цркви. Овде живееле владарски фамилии. Значи имало тврдина од 3 век, ова е една од 5 најголеми тврдини на Балканот. Дури велат дека и секоја црква си имала свое, би рекла, долапче каде што се славел светецот. Точно така. Значи овде ги имаме старите обичаи за лари и пенати или куќни заштитници и скоро секоја владарска куќа има свој заштитник. Значи има и светилиште каде што го слави и веројатно е вистината да не има повеќе, а не 77 цркви, така да кажам. Инаку, ова е комплекс. Варош е дел од еден огромен комплекс, тоа е Трескавец, Маркови кули заедно со Варош. Овде го имаме уште од 13 век, еден од најголемите панајѓури, една од најголемите тврдини, една од 5 најголеми на Балканот, најголема рано средновековна христијанска, значи населба која постои. Имаме верско средиште. Стефан Душан на Трескавец, например, со кресовули, со званични документи, не само што им дава села, градови, територии овде, туку Охридската архиепископија и Печката патриаршија еден момент му е дадена да се управува од Трескавец. Значи Трескавец, замислите, го управува целиот овој православен свет, а пак царот го управува целото ова царство. Значи, важен бил Прилеп. Ако Прилеп се најди на некоја граница, одма станува важен, бидејќи Прилеп ги држи клучевите на цела Македонија преку своите превои. Тогаш, ако ги држите вие превоите, вие можете, значи, да патувате. Барбарас, Плетвар, Вија Игнација Салутарис посебно, која одела преку Мариово, Битола на Драч, која удирала. Значи, Прилеп е секојаш врзан за воената топографија и за верата и за владењето. А посебно Варош под Марковите кули, не случајно заштитен, тука имал секојаш за крилата. Од кога датираат, релативно познатите цркви најстари, па се до последно време? Значи, сите цркви се градени на некакви темели од предходно. Овде се знае дека верата и како верскиот туризам, да го наречем, е уште во пред почетокот на новата ера, пред Христос. Луѓето овде иделе затоа што имало храмови на божици демони, иделе луѓе кои имаат мака, како што денес патуваме исто по бајни или по некои по бајачки, бајаци, јасновици. Само да подсетам, извини, античката населба на Колобајса е токму на Трескавец. Да, точно Колобајса е на Трескавец и овде е керамија, таа е спомната званично во Сигилионот, значи на византискиот император.
уште некаде околу 1018-1020, после падот на синот на Самуил, последниот, значи, овде цар. Василije II, значи, го освоил тоа и го напишал во Силионот за Прилапон. Иначе на селбата керамија уште постара имаме датирање. Значи, овде ние зборуваме кога е нештото запишано. Но црквите се претходно изградени. Некои се градени на постари темели. Ние имаме пандани дека овде има христијанство во 5 век уште. Имаме во Зрд епископско седиште од 5 век. Значи, овде се смета од 11 век дека се најстарите, затоа што се тоаш поправани, имале тогаш, значи, така да ги наречам донатори или ктитори кои плаќале за обновата на црквата, но постари се. Еве, што ви говори ако ви од 996 го имате на Архангел Михаил на столбот напишан вториот напишан на глаголица. Значи, не најстар, втор најстар напис на глаголица од 996. Па црквата не може да биде градена 996, туку порано, нели? Така. Имаме ктиторски композиции, представа на војни, значи мощна специфична иконографија на самите цркви и тие постојано се реновираат. Значи, ние сме дојдени некаде до 11 век, но веројатно се сите тие постари. Значи, не говориме кога се правени, туку кога е за нив запишан и кога има трагови, а тие се сигурно постари. Дали ги чуваат сите сведоштва на пишани документи, на кодеци и други ситуации? Да, апсолутно, сето се чува тоа во Институтот за старословенска култура и во Завод и музеј Прилеп. Инаку Завод и музеј Прилеп точно се базирала неговата работа и во минатото на Варош на Трскавец. Ова било центарот на нивното истражување. Значи, Бошко Бабич, тогашниот директор, значи, ја би го нарекол големиот Бошко Бабич, кој институтот го направи, не само музејот, тој буквално ги има сите тие работи не само истражено, ја има таа створено приказна за што се случувало овде, воопшто, и ги има поставено темелите. Сега на нас е да истражуваме и чекаме пак голем човек, голем археолог, кој сепак ќе направи една попитка приказна, бидејќи знаете што, Маркови кули и Трескавец не е толку, да кажам, лесен за истражување, како што имаме некои други, кои се од еден период, па се истражувате во 50, во 100 години. Овде, значи, човечката цивилизација екзистира многу време, уште од длабока преисторија, а она што најдуваме ние трагови, како што имаме од железно време, како што имаме од енеолит, како што имаме од грчко, од римско време, се што е, значи континуитет непрекинат, не е толку лесно да се истражува, треба големи умови, треба кадар и се разбира, треба пари. Александар, за крај да ве прашам, подготвени сме да веруваме за 77-те цркви? Јас верувам да не се е некоја и повеќе. Сигурно помалку не се, бидејќи овде живеела властела, а властелата сака да има се. Тие не пијат од дрвени чаши, туку пијат од стаклени, од златни или од сребрени. Тие кога веруваат и кога се молат, сакаат да имат свој олтар и своја црква. Велат, една легенда вели, сите били искарани едни со други во Варош, е многу специфично за Прилепчани, бидејќи ние сме чаламџи и така, и верувам дека секој си има своја црква, бидејќи не сакал да го види човекот со кој е скаран да појде во една централна црква. Благодарам. Тоа беше Александар Цветковски, етнолог, и нашата тема беше 77 цркви во Варош. Веројатно, наредните истражувања ќе покажат и ќе го потврдат она што варошани секогаш го велат. Каде и да копнеш во Варош, можеш да наидеш на остатоци од црква.